Го знаеме како професионален физиотерапевт, меѓутоа овој пат зборуваме пред се за неговото прво остварување книжевно, станува збор за романот Пренапрегнат. Господине Мадевски, добре дојдовте. Драго ми е што имаме можност да зборуваме за овој роман. Може ли на самиот почеток да кажеме колку време го подготвувавте, како ја реализиравте оваа ваша идеја? Идејата ми е, имам повеќе идеи, значи прво се обработени во пола од романот се обработени инвалидите, нивните односи сам со себе, меѓу себе, со општеството и така. И мислам, наративот ми е тоа дека инвалидот прво мора да сака сам да си помогне себе си. Па после да се здружат повеќе инвалиди, па едни на други да си помогнат, со што можат, па дури тек тогаш да бараат помош од блиското и подалечното општество. Вие имате и лично искуство со попреченоста со оглед дека имате оштетен вид. Колку зборувате во романот и од своја лична перспектива? Додека инвалидот не се спознае дека во себе има некакви преостанати способности и додека не посака да ги искористи, на него никој не може да му помогне. Значи, првенствено мора сам да си помогне, да сака да си помогне. Па после почнува се натаму. Има доста недоразбирање пишувам ја во книгата, има и во општеството, и во најблиското семејство. Еве, например, ми беше проблем, 30 години патував од Валандово за Демиркапија, автобусите не застануваа, не влеваа во селото во Демиркапија, во градот, како сакате речете го, ме остава на бензинската. Сега морав да бирам, или да кружам 4 километри околу по асфалтот, или да одам по кал до колена по нивите, по патче кој едва и го наоѓав. И знаете, кога ќе дојдете таму со кал до колена, во болница, како ве гледат луѓето и така. Дали вие тешко се снаоѓавте? Како се движите? Како се ориентирате во просторот и се разбира колку беше тешко да се функционира на тој начин? Гледам само 1 до 2%, а просторот кој го познавам, лесно се наоѓам во него, а кога прв пат влегувам во некој простор, проблем е исто така и движењето надвор. Кога би отишол во некое непознато место, нормално потешко се снаоѓам.